Втора регионална работилница за консолидација на земјоделското земјиште во Штип, земјоделците од истокот поделени околу ставовите за тоа како ќе се одвива тој процес. Едни сметаат дека е добро да обработуваат поголеми површини, други пак дека тоа ќе оди потешко поради нерешистените имотни односи или пак раскарани роднини со кои ги граничат нивите. Мислам дека добро потеќе и мислам луѓето би веќината би се требало да се сложат, приведејќи тоа значи крупнување на земјишето од 1 декар на 5 декара да се комплетира. После тоа може да се подобре и самото наводнување. Тоа наводнување значи дека може до секоја парцела секој ќе добие вода за наводнување, патишта. Ја мислам дека не може да се изведе. Тоа. Па зошто? Покрај мене имат 10 души по половин декар, по декар. Од тие пола се роднини, не се сакаме, не се. Како ќе ние земеме неговата нива да окрупнеме? Не ми е јасно на мене тоа. Кај мене имам 11 декара на место, а има некакви запци, дошли се некои по половин декар умуите. Ти ако може некој државата ја прави, може и направи. Ја се може да направи да, ако сакат, пример може да се направи. Крупнување на нивите. Добро ли е тоа? Добро е. Добро ке месец на 2 месеца парцели се големи, само едино такви што дадат комшиите. Интересот за сега е добар, но се уште не е задоволителен, велат организаторите. Првичниот интерес е повеќе од задоволувачки. Ние имаме огромна посетеност на секој од овие регионални работилници, што зборува самото за себе дека земјоделците веќе и самите препознаваат потреба и интерес за укрупнување на земјиштата. Но сметаме дека не е доволна, затоа што земјоделците и собствениците на земјиште веќе треба да влегуваат и во подетално запознавање на самите постапки и она што е најважно на користа од еден ваков тежок, ако смеам да кажам, процес за кој предстои. Според проектот, до крајот на годината треба да се селектираат 12 региони во државата, а по нова година да се отпочне со спроведување на постапката за консолидација на земјиштето. После нова година почнуваме со постапката на имплементација на самата постапка на консолидација во вие 12 новоизбрани региони, каде што прво ќе се прави анализа на сегашната состојба и понатаму ќе се прават планови и за укрупнување на земјиште на секој од тие локалитети, како и анализа на потребите за доизградба или подобрување на постоечката инфраструктура. Проектот за консолидација на земјоделското земјиште, финансиран од Европската Унија преку работилниците што ги организира Министерството за земјоделство, а спроведуван од ФАО, Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации, има цел да ја подигне свеста и интересот кај земјоделците за окрупнување на земјоделските површини, паѓајќи од тоа дека тоа е клучно за продуктивно и поконкурентно земјоделско производство.